Ултралуксузната лимузина добива повеќе технологија, поголема персонализација и многу начини да се разликува од својот скромен брат S-класа. Однадвор, промените се потпираат многу на визуелна драма, а не на редизајн. Решетката е поголема, светлосните потписи се посложени, а муштериите сега може да купат осветлени значки, осветлени рамки на решетката, па дури и светлички украс на хаубата за некои пазари. Фаровите и задните светла исто така вклучуваат детали со трокраката звезда. Внатре, целта е Мајбах да се чувствува помалку како автомобил, а повеќе како дневна соба. Поставувањето на суперскрин сега користи графика специфична за Мајбах, додадени се нови дрвени украси и теми за амбиентално осветлување, а има дури и опција за интериер без кожа со употреба на текстил и синтетички материјали за купувачи кои сакаат поинаков поглед на луксузот. Вештачката интелигенција, поддржана од најновиот MB оперативен систем, е голема карактеристика во овој автомобил. Вештачката интелигенција може да предложи дестинации врз основа на навики, да реагира различно врз основа на контекстот, па дури и автоматски да ја прилагоди контролата на климата врз основа на однесувањето или тонот на гласот. Бидејќи е за патници, не за шофери, аудиосистемот на Мајбах доаѓа со новиот Q9 Хорх систем, нудејќи широк спектар на опции за забава преку ажурираниот интерфејс. Автоматските контролирани врати може да се отвораат и затвораат со допир на копче, а задните седишта се спуштаат како првокласни авионски фотели. Мајбах ја позајмува активната суспензија од новата S-класа. Наместо само да се прилагодува на она што туку го доживеала, каросеријата го чита патот напред. Погонските склопови исто така заслужуваат посебно споменување. Се нудат нови електрифицирани 6 и 8 цилиндрични мотори заедно со опционалниот V12 мотор за некои пазари. Новиот V8 во Мајбах S580 сега произведува 530 конски сили, а тоа не ги вклучува дополнителните 23 конски сили достапни со електрична помош. V12 моторот испорачува 603 конски сили и добива уникатна значка на решетката што и помага на лимузината од речиси 2,5 тони да достигне 100 км на час за 4 секунди. Купувачите кои се помалку загрижени за моќноста може да се одлучат за 6-цилиндричниот погон со благ хибрид. Тој спарува 3-литарски 6-цилиндричен турбобензински мотор со капацитет од 443 конски сили и 560 Нм вртежен момент, со електричен мотор од 161 конска сила кој испорачува 480 Нм вртежен момент, поддржан од батерија од 21,96 кВт. Во оваа конфигурација големата лимузина може да помине повеќе од 96 км само на електрична енергија. Секако, за оние што ова не им е доволно на располагање се речиси бесконечните опции за персонализација на оделението мануфактур. За тоа не ви е потребна шеечка титула, само доволно дебело конто и силна имагинација.